Па дека не може да бидеме равноправни можда со машките во оваа професија. Дека не може еднакво добро да ја извршиме работата. Ако би се запишала на средно стручно, мислам дека би имала предност на факултет, затоа што би била можеби некое поласкаливо пред останатите колеги. Сметам дека со голем труд секаде може да се постигне тоа што го сакаш и да се надокнади нешто што претходно не било изучено. Веќе не е невообичаено да има девојчина запишани на машински факултет. За мене беше многу добро искуство, затоа што колегите беа секогаш спремни за соработка или за дружење. Беше интересно да се вклопиш во машка средина, така да ја наречеме за тој период, но многу добро искуство. Па со самото присуство на големот број на жени во ова производство, мислам дека го демонтираме самото тоа. Со нашата работа и со тоа што го вршиме секојдневно, покажуваме дека не сме да има поделба меѓу машка и женска работа. Најголем дел предрасуди беа дека машинската струка е машка струка и дека женски таму не одат многу. И што ќе бараш ти таму, ама јас верував во себе и верував дека ќе успееш ако нешто сакаш и си сигурен во тоа. И мислам дека и секој еден што сака треба да се запише тоа и да проба без разлика на предрасудите. Мислам дека некои не се доволно храбри да идат во струи каде што има повеќе мажи и каде што немаат толку женски. Ако им се учи средно машинство, ако им се работи со машини, нека се запишат. Мислам дека технологијата прави многу полесна работата, бидејќи преку CNC машини на компјутери сега повеќе има доста физичка работа, но сега мислам дека е полесно кој што било пред, кажем, 30-40 години. Порано може постоеле, но сега мислам нема више машки и женски професии. Ме мотивира тоа што сакам еден ден да го завршам тоа, да бидам добра во тој смер, да напредувам, да дознавам многу други работи, многу други машини и се тоа, и тоа ми дава мотивација да продолжам исто машински факултет и мислам дека ќе ми биде многу полесно и подобро. Па не може да е само машка работа, може жената исто што работи мажот, мажот исто што работи жената. Може да тен стереотип е мажите не треба да готват, не треба садови да мијат, само жените треба тоа прават. На тоа не е вистината. Јас сакав кувар да бидам, но после предоместив да идам машински. Не, нема машки и женски професии, секој што сака може да се труди и може да успее во тоа.